Почитувани, Радмила Шекеринска цел ден молчи, откако во јавноста вчера излезе снимка од која што се гледа како таа седи во опуштена атмосфера со извршителите во случајот Рекет, Боки 13 и Катица Јанева, за кои што половина СДСМ тврдеше дека не ги познава и дека се знаат само од телевизија. Шекеринска, почитувани, мора да одговори зашто разговарала со двајца сега веќе осудени за случајот Рекет. Уште повеќе, зошто Шекеринска во јавноста ги негираше средбите во домот на Боки 13? Што крие Радмила Шекеринска од јавноста, кога не признаваше дека имала средби со Боки 13? Што се разговарало на тие средби за кои што таа не сака и сокрива од јавноста? Откако дознавме дека парите од Рекет завршиле кај Зоран Ивица Заев, сега гледаме и дека на Боки 13 нагости модела и Радмила Шекеринска, вториот човек во СДСМ. Почитувани, видеото што беше објавено на социјалните мрежи директно ја покажува сета спрега на СДСМ и незината рекетарска влада. Видеото ја покажува блискоста на СДСМ со специјалната јавна обвинителка, сега затвореничка, и како што сами ја нарекуваа провладината телевизија. Видеото покажува и какви ли се не докази се сокриени од страна на јавното обвинителство, јавните обвинители Јовески и Русковска. Што ли уште треба да се појави во јавноста за конечно да се расчисти главата на рачателите и главните луѓе во случајот Рекет? За подсетување, телефоните на сега обвинетите не се вештачени, иако беше посочувани од осудените среде судот, среде судскиот процес за Рекет, беше барано, а јавното обвинителство молчи и одби вештачење на телефоните на Зоран Заев, председателот на СДСМ и шефот на Радмила Шекеринска. Почитувани, ова е директен доказ за трас судството, Луи Витон обвинителството, за неправосудството во Република Македонија. Македонија повеќе не може да издржи компромис со криминалот. СДСМ и Зоран Заев покажаа дека можат само повеќе криминал, повеќе рекет, повеќе корупција, повеќе порази, повеќе понижувања. Да ставиме крај на виткањето на кичмата, исправи се Македонијо, одбери обнова. Ви благодарам.